8 часот и 20 минути ја отвораме темата на денот. Така е. Во летниот период ризикот од пожари, но и од други природни непогоди е значително поголем. За подготвеноста на институциите, превентивните мерки и состојбата на терен, ќе разговараме со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, господин Стојан Ангелов. Добро утро и добре дојдовте во Утринска. Добро утро, добро ве најдов. Пред да почнеме со актуелниве теми и дилеми, имаме богами за што да зборуваме, се надевам ќе имаме и време се да споделиме со нашите гледачи. Кога сме веќе кај утрото, кога вас ви почнува утрото и како? Генерално станувам во 5:30 на утро. Нешто слично како нас. И веднаш започнувам со правење планови, подготовки за работниот ден, но да кажам дека јас малку и порано си легнувам. 23 часот ми е некоја крајна граница. Треба да има некој јак настан за да останам подоцна буден. Така е. Ајде веќе да преминеме на она што првенствено не интересира сите. Состојбата во Гостивар, хлорирањето е започнато и граѓаните прашуваат кога официјално ќе имаат вода за пиење. Иако вчера имавме можност да чуеме од пресконференцијата дека водата може да ја користат тековно за оние потребни како техничка вода, но кога ќе имаат чиста она како што им беше. Со една реченица, во овој момент во водата нема бактерии, таа е бактериолошки исправна, но има зголемена количина на хлор. Хлорирањето беше зголемено заради прочистување на водата, но и самите цевководи од примарната и од секундарната водоводна инсталација. Состојбата е значително подобрена. Очекуваме наредните неколку дена водата да биде прогласена дека е добра за пиење. Има некој непишано правило од најмалку 3 дена поред во кои што треба да добиеме позитивни резултати, но сепак ова е прашање за стручните служби. Јас би сакал да укажам на делокругот кој што јас го покривам како раководител на главниот штаб за управување со кризи. Откако бројот на болни, односно лица кои што има проблеми, се нагло зголеми, беше организирана седница на групата за процена на ризици и опасности, која што веднаш му предложи на таа група, ја водам јас, предложивме на управувачкиот комитет кој што го води Панче Тошковски, министерот за внатрешни работи, да предложи на владата прогласување кризна состојба во Гостивар, бидејќи наша процена беше дека прогласувањето на епидемија нема да биде доволно, бидејќи требаше да се вклучат повеќе институции. Во решавањето на оваа кризна состојба се вклучи и лично министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, како раководител на управувачкиот комитет и јас како раководител на главниот штаб, се разбира во силна соработка со градоначалникот и локалната самоуправа, но истовремено беа активирани, иако и тие претходно следа состојбата, и Институтот за јавно здравје, Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што на крај ја дават таа конечна оценка дали водата е добра за пиење. Понатаму градот Скопје, лично и градоначалникот Орце беше вклучен во одредени фази, директорот, но и неколку раководители од јавното претпријатие Водовод од Скопје, кои што имаа во суштина клучна улога, бидејќи од она што можам јавно да го споделаме дека градскиот водовод или јавното претпријатие во Гостивар за кој што го снабдува градот со вода ги нема соодветните човечки капацитети, најверојатно има недостаток на човечки капацитети на луѓе во овој сегмент и нивниот уред за хлорирање, вака наједноставно да кажам да можам да бидам разбирлив за сите ваши гледачи, кој што вметнува хлор во водоводот, беше со помал капацитет поради прочистување на водата, беше потребна поголема количина на хлор. Се разбира, ова е стручна работа која што работеа луѓето од водоводот од Скопје, голема благодарност до нив, но и до сите останати. Со зголемувањето на хлорирањето се постигна ефектот на прочистување на водата, но и овде има една специфика, зашто процесот траеше повеќе денови. Кога хлорот се пушта во главната мрежа, тој постепено оди кон секундарната мрежа. Хлорот, за да дојде до крајниот корисник, некоја куќа која што се наоѓа на крајот на градот, му е потребно повеќе време, бидејќи како што се движи низ водоводната мрежа, така и неговата концентрација опаѓа. Но сега состојбата е стабилизирана, луѓето може да ја користат водата како техничка вода, не за пиење, не за миење заби, но со неа не е за добра за се уште за приготвување на храна, но со неа може да се вршат сите домашни работи. А има доволно притисок, верувам дека проблемите беа нели со дополнителни пумпи кои што се вклучија во водоводната мрежа, претпоставам заради притисок. Тоа е проблем на локалната власт и таа треба за него да се погрижи. Во јавност имаше доста информации сега за одредени грантови од Европската унија, со кои што требал да биде надминат проблемот со водоснабдувањето на Гостивар, но од одредени
бирократски причини, претпоставам во локалната власт, овој проблем не е надминат. Очекувам градоначалникот и целокупната локална власт да стават фокус на овој проблем, бидејќи е недозволиво град како Гостивар, во кој што летно време имаме десетици илјади луѓе кои што се враќаат, луѓе кои што работат во странство, кои што доаѓаат дома да ги посетат своите родни огништа, своите домови. Знаете дека има и доста свадби, луѓето доаѓаат во татковината да склучат брак, и при една таква голема фреквенција на луѓе, навистина е греф луѓето да се остават без вода, но и како што кажа вчера министерот Тошковски на пресконференцијата, оние кои што се виновни за ваквата состојба ќе сносат одговорност. Знаете дека има неколку приведени лица. Со здравјето на граѓаните никој не смее да си игра. Така е. Само да се надоврзаме, кога сме кај водите проблем ова лето, некако ни се наметнува едно по друго, водата и во Крушево, имаме и онаа пена во Лепенец. Какви се тие информации? Проблемот со водоводот во Крушево има сосем друга димензија. Прво, генерално проблемот кој што таму постои со можеби 50 на години, можеби од секогаш. Во конкретниот случај, поради невремето, дошло до прекин на електрична енергија од околу 1 час. Во тој 1 час не работел уредот кој што вметнува хлор во градскиот водовод и најверојатно тоа е иницијацијата да се појават бактерии, односно микроорганизми. Сега не навлегувам во стручните сегменти, бидејќи ќе направам сигурно грешка, за тоа треба да се викне некој микробиолог, но се работи за кратко време и за драстично помала количина. Во Крушево немаме пријавени болни со стомачни тегоби, со тоа што и градската власт благовремено ги известила граѓаните дека водата не е за употреба, и мислам дека веќе состојбата е средена, но сепак ќе оставиме градската власт да излезе со соопштение. Бидејќи немаше болни, немаше лица со стомачни проблеми, таму не беа исполнети условите за прогласување на кризна состојба, локалната власт имаше контрола врз проблемот, имавме конкретен проблем кој што веднаш беше отстранет, така што немаше потреба од мешање на централната власт. Додека во Гостивар централната власт едноставно мораше да се вклучи заради добробит на граѓаните, да се надмине состојбата за која што локалната власт немаше капацитет. Во една реченица за Лепенец? За онаа пена? Немам информации, се работи на откривање. Знаете дека Лепенец доаѓа од Косово, изворот на загадувањето може да и надвор од државата, но да ги почекаме официјалните резултати. Одредени се слушна дека и водата во Валандово содржи поголема количина на арсен. Сепак порано, кога границата на арсен била повисока, таа била во стандардите, подоцна границата на арсен кој што е дозволен во водата била спуштена и на тој начин водата излегува дека е нисправна, но генерално оваа вода е од секојаш такви, граѓаните тоа го знаат и треба јавната власт да бара решение во оваа насока. Но и тоа е проблем кој што се провлекува со децении и кој што е комплексен за решавање. Ајде да зборуваме малку и на друга тема. Летово повторно сме сведоци на високи температури и голем број на пожари. Каква е моменталната состојба во Македонија и дали оваа сезона е потешка од претходните? Можеме ли паралела да направиме? Тешкото предстои пред нас. Високите температури започнуваат буквално од денес. Последните дождови беа вчера, кои што беа најавени од УХМР, би ги пофалил УХМР, кои што даваат извредно прецизни прогнози, особено на локално ниво, бидејќи кога имаме некој поголем пожар, ако има побарување за воздухоплови или пожарот има големи димензии, кај што знаеме дека ќе има лош развој на станите, јас најпрво се јавам во УХМР да ги слушнам нивните прогнози, доколку прогнозираат некој локален дожд, тие генерално и погодуваат, но имаме одредени состојби кои што тешко се прогнозираат, одредени типови на облаци се движат, би рекол така, што не може прецизно да се предвида, да се прогнозираат каде ќе заврне дожд. Но лошото е тоа што со вчерашниот ден дождовите завршија, можеби во текот на денешниот ден ќе има некој многу слаб и локален дожд некаде, а температурите веќе од денес ќе бидат значително повисоки. Следните денови, тоа генерално луѓето го знаат, околу Иленден е многу жешко. Пред Иленден има еден празник, Огнена Марија, мислам дека околу 30 јули, не случајно и така се вика. Тој празник секоја година овој период почнуваат засилен број на пожари, со тоа што веќе на Иленден, без малку да нема година да сме промашили некој тежок пожар. Затоа јас да искористам пред се ова прилика да ги повикам граѓаните, кои што без малку сите се изворедни, внимателни, педантни, совесни и не предизвикуваат пожари.
Бројот на несовесни граѓани кои што од небрежност, значи не сакајќи ќе предизвикат пожар е многу мал, во промили, можеби од 1000 луѓе еден и помалку, но тоа е доволно да имаме катастрофални последици. Дел од тие луѓе не се несовесни, тоа се земјоделци кои што ги чистат нивите. Но ако знаете дека чистејќи вашата нива од остатокот од житна култура или друга земјоделска култура, може да предизвикате пожар и да изгори некоја борова шума неколку километри понатаму, сметам дека сепак тоа е многу неодговорно однесување и треба да бараат други начини како да се ослободат од остатоците од житните култури. Сега тие ќе кажа дека мене ми е лесно од овде тоа да го кажам, но едноставно штетите се огромни. Штетите кои што ние ги трпиме како држава се огромни. Еве пред неколку дена во Прилепско изгореа неколку викендици. Пожарот во Прилепско е се уште активен. Околу Трескавец, но Ридо Трескавец, манастирот не е загрозен. Веќе трет ден е денес како тој пожар е активен. Пожарникарите се обидуваат, но теренот го знаат, оној висок рид над Прилеп има уште еден ист таков рид каде што е камењарник, каде што е многу стрмно. Во суштина гори само треви грмушки, немаме некоја штета, зборам за ридовите, но огнот се спушти во полето каде што настрадаа и култури на луѓето, земјоделски култури, но и неколку викендици. Од друга страна и онаму каде што има само треви трње, и тие треви трње се дом на некоја животинка, таму живеат различни секти, птици и така натака, но и од еколошки аспект штетата е голема, затоа ние посветуваме подеднакво големо внимание без разлика што гори. Имаме ли доволно возила за гаснење, опрема? Каква ни е ситуацијата во моментов? И имаме ли добра соработка меѓународна за доколку треба да помогнат? Колку брзо може да се вклучат во одредена помош? Да Мислам дека ниту една држава во светот нема доволно возила, ниту доволно воздухоплови за справување со летните пожари. Погледнете што се случува во Франција. Еве Франција нема проблем со пилоти. Што се случува последните денови? Во Франција мислам дека бројката отиде од околу 300.000 евакуирани луѓе. 150.000 во Шпанија евакуирани. Штетите се огромни, немерливи. Овие пожари во Франција се рекордни пожари на столетието, на векот. Огромни штети, огромни шуми. Но кај нас состојбата од тој аспект е значително подобра, но нашите ресурси кои што ги имаме ни помага да ги гасиме пожарите, но ни оддалеку не се доволно, тоа постојано го кажувам, но минатата година беа оспособени стари армиски и полициски возила, беа пренаменети за гасење на пожари, овие возила даваат изворедни резултати. Кога јас би бирал дали да одберам некој најново теренско возило, јас би одбрал најново теренско возило, но тоа може да чини стотици илјади евра. Овие возила ги имавме, 40 на возила си, тие значително ни помагаат, покрај нив ги имаме возилата на противпожарните единици, 3 ер трактори, за жал едниот е оштетен во невремето, имаме 2 полициски хеликоптери и 1 армиски хеликоптер. А што е најтешката интервенција на која лично сте сведочеле и која никогаш еве нема да ја заборавите? Некако за крај, ајде. Да. Секоја година има вакви, номинатата година 2 пати ќе изгорев, еднаш бев, би рекол, на еден чуден начин во обкружување од Доган. Успеав благовремено да ги отстранам сите, останав само јас со возач на БТР, еден многу храбар специјалец, кој што изворедно прецизно ги извршуваше моите команди, бидејќи БТР-от од внатре безмалку да нема никаква видливост кога треба да маневрира на тесен простор. Тоа беше на пожарот на територијата на општина Јажинце. На еден рид има некои значени за државата репетитори. Моја цел беше репетиторите да ги одбраниме не по секоја цена, не по цена на живот, но да направиме се што е во наша моќ. Ние успеавме да ги одбраниме репетиторите, но ние за малку ќе изгоревме. Чадот кој што доаѓаше од сите страни, специјалецот беше многу храбар, но кога видовме дека е критично, тој предложи да отидеме во изгорениот дел. Знаете, од оган може да се спасите ако отидете онаму каде што е изгорено, но тука доаѓа главниот проблем, а тоа е чадот. Бидејќи за жал најголем дел од настраданите во пожари прво се задушуваат. Дури потоа може некој да го зафати оган, може некој да биде да загине, а воопшто да не биде изгорен, бидејќи чадот кој што се создава, се замислите, таму имаше борова шума. Се работи за огромни количини на чад кои што се тешки за дишење, едноставно може да ве турнат во несвест. Не ви е лесно. Па јас наоѓам предизвик во оваа работа, не се жалам и да укажам на крај дека многумина функционери знаат да се пожалат колку е била тешка работата, мојата е барем забавна и вториот момент никој со сила не ме натерал да бидам директор, затоа не се жалам од мојата работа. Благодарен сум за тоа што ја имам. Благодариме за тоа што извршувате како што треба, благодариме за одвоеното време, ви посакуваме колку може
помалку активно, помирно лето и со помалку Да пожари. нема интервенции, предизвици. да. Благодарам. Да нема Се гледам. потреба од интервенции.